не се зборувало за име за внатрешна употреба. Сите предлози се зборуваа за надворешна употреба и значи реална добра атмосфера имаше тогаш. Она што се случи на билатерално ниво помеѓу Македонија и Грција беше аранжманот за ОКТА. До 99 година вие велите дека Македонија е држава која што влече корен и историја од античка Македонија наваму. 2000-та го менувате вие ставот и му велите на Антонио Милошевски подготви стратегија за да прифатиме Република Горна Македонија една година по продавањето на ОКТА. Кој што договор патем кажано има штетни последици економски по Македонија. Господин Георгиевски, власта ја земате 98 година и почнува да се разврзува или да се заплеткува, условно кажано, проблемот со спорот со Грција. Не, тој беше претходно. Тој беше Вие претходно. го наследивме, да. Да, вие го наследивте и се испозаплетка. Имавте ли понуди од грчката држава тогаш да го решите? Да, значи кој беа понудите на? Значи ние никош не престанавме, значи прво тоа беше обврска на Македонија од Обединетите нации. И ние не престанавме да зборуваме за името и дури што беше уште поинтересно, ние го задржавме стариот амбасадор што 8 години веќе преговори, не, 8-6 години, Вања Тошевски ми се чини се викаше. Тој беше човек на Киро, го задржавме за континуитет да имаме иста политика. И јас можам одговорно да ви кажам. Никогаш во тој период не се зборувало за име за внатрешна употреба. Сите предлози се зборуваа за надворешна употреба и поимот ерга омнес беше за сите меѓународни институции. Дискусијата беше тие држави што не признале, да речеме, Русија, не знам овој оние, не знам кој, Бугарија, Турција со изворното име Република Македонија да го задржиме, а за другите институции да бидеме Северна Македонија или Горна Македонија. Тие две теми. Значи, но дома не. Дома да не се менува. Ни уставот, ни ерга омнес се однесуваше само за име за надворешната употреба. Значи, точно е дека 2000-та кон 2001 година му велите на Антонио Милошевски да се подготви стратегија, тогаш портпарол Антонио Милошевски, да се подготви стратегија за да се подготви јавноста за прифаќање на името Република Горна Македонија. Сега, гледај, дали на Антонио или можеби на повеќе сум кажал, значи да, имаше од наша страна, значи прво тука една работа. Значи ние создадовме една добра атмосфера со грците. Таа атмосфера и ден денеска со договорот не е вратена. Филип се сеќава, немаше месец дена да нема 1-2 министри грчки да доаѓаат во Македонија и наши да одат во Грција. Значи реална добра атмосфера имаше тогаш. И сега во таа се створи таа добра атмосфера? Па во целиот тој процес. Сега. Во кој процес? Па од кога дојдовме ние на власт и почнавме да разговараме. И се само од кога дојдовте вие на власт, да. Она што се случи на билатерално ниво помеѓу Македонија и Грција беше аранжманот за ОКТА. 99-та година. Значи до 99-та година вие велите дека Македонија е држава која што потекнува или влече корен и историја од античка Македонија наваму. Не. 99-та година вие тоест 2000-та го менувате вие ставот и му велите на Антонио Милошевски подготви стратегија за да прифатиме Република Горна Македонија или една година по продавањето на ОКТА. Значи вака сега. Кој што договор патем кажано има штетни последици економски по Македонија. Никогаш ВМРО ДПМН не кажувал дека влечеме корен на античка Македонија. Сега пред малку кажа. Биле толерирани тие кои сакале тоа да го прават. Значи никогаш ние не сме излегле со таква платформа, Филип се сеќава. Значи немало таква работа. Сега. Сега пред малку кажа. Значи не во тој контекст, ти кажав дека биле толерирани, значи сега немало таква работа. И не биле во такви размери како што, значи се толерирало тоа. Значи едноставно тоа е збор кој го опфаќа целиот наш однос према античка Македонија. А се толерирало за да не бидат југословени. Значи само заради тоа се толерирало. Сега ние почнуваме нова политика. Ние реално ги подобруваме односите со сите држави на Балканот. И со Бугарија, и со Грција, и со Албанија. Единствено, додека е Милошевиќ, немаме добри односи со Милошевиќ. Кога доаѓа Џинџич на вас, и со Србија ги обновуваме добрите односи. Јас со Џинџич 5 пати се имам видено.
Дори со Джинджи сме зборувале заедно за политиката на Трампа на територија на население. Мислам, Може само сакам да ви кажам. Да подсетам на една изјава, вели, сакаме да го подсетиме македонецот дека токму од оваа наша почва македонска тргна војските на Александар Македонски. Тргна една култура која постои во цела Европа и Азија. Од македонската земја тргна идеите на целиот хеленистички свет. Значи ова вие го велите. Сега, значи не знам дали е таа точна идеите на целиот хеленистички свет. Имаме и видео. Ако е така, значи мислам на грците, ако е хеленистички свет. Така, велите. Значи вака се. Македонија била. Оваа Македонија постои повеќе од 2000 години. Значи вака. Добро. Вака се. Само да Значи мислам дека доволно го објаснував и јас можам да ја кажам дека повеќе од 3 изјави на таа тема немам. Значи првата изјава на таа тема ја знам беше на основачкото собрание. Втората изјава точно знам каде се случи, во Тетово, и третата изјава не знам дали има трета изјава на таа тема. Мислам тоа најодговорно ви го кажувам. Велите македонците се директни потомци на античките македонци. Значи сега ви кажувам кога сум го кажал тоа, ова баш сакам да ми го пратите каде било тоа. Тоа некој да не го Сака да го пуштиме видеото. Можеме да го пуштиме во живо. Значи вака сега. Значи тоа е основачкото собрание, јас мислам. Така е. Во бело сте облечени, во бело дело. Мислам дека основачкото собрание. Сега. Ко Тито. Значи, сега. Значи сега зборувате за нешто, а сега повторно не сакате да ја сватите атмосферата колку југословени имаше во таа Македонија во тоа време. Сите и се уште има, и се уште има, и се уште има, и југословени, и удбаш, и тоа е неспорно. Но вие велите, вие цитираше Милош изјавата, 99-та година склучувате аранжман со ОКТА, за ОКТА, на кој што патем кажа, на него подпишувате вие, го подпишуваат Маријан Ѓорчев и овој како се вика Борис Стојменов. Прашањето ми е што се смени 2000-те? Дали причината за менувањето на ставот и прифаќањето на Република Горна Македонија е аранжманот со ОКТА? И зашто не го подпишувате вие? Зашто го подпишуваат Ѓорчев и Стојменов? Значи вака сега. За ОКТА сум кажувал многу пати, не ми причи да ја кажам уште еднаш. Добро. Ние кога доаѓаме на власт во Македонија, последна недела ни иде ММФ и Светска банка, Банарджи тогаш беше еден представник, и вика, овие се 12 фирми кои се договорени од претходната влада, кои треба вие за 6 месеци да ги или продадете, или да ги однесете во стечај. На тој список на фирми се ОКТА, Фени, Стопанска банка, Скопје, во Битола имаше тамо една фабрика, не знам, Охис, ако не се лажам, беше, Бучин беше, значи, пола е македонска индустрија. Стаклара и останати, да. Стаклара, да. Значи, тоа е практично нешто што претходната влада на СДСМ не успеала да го приватизира, односно, најголем дел од тие фирми беа приватизирани, поеднаш субвенционирани од страна на претходната влада и затоа беа ставени на тој список и после донесени пред нас на лист. И ние почнуваме брза акција да видиме што е тоа што можеме, тоа е целата индустрија, пола индустрија во тоа време во Македонија. Почнуваме брза акција да видиме што можеме да спасиме од целата приказна. Па не е само ОКТА, Фени го продававме, ако не се сеќам, за $1 или како беше, или за не знам што беше, или за милион марки, не се сеќам за која цена. Значи, иста е приказната со сите фирми. Со сите фирми што ги продаваме тоа време. ОКТА претходно 2 пати е банкротирана во Република Македонија. Има меѓународен оглас. Единствено се оваа 2 фирми и двете грчки. Се почнуваат разговори, официјални разговори со сите елементи. И на крајот се завршува. Зошто ја не сум го подпишал? Затоа што најверојатно протоколот и законите зборуваат дека тој треба да го подпише. И до ден денеска тоа постои во Република Македонија. Конечно, спорните елементи на ОКТА е 500.000 дека требало, значи, спорниот елемент на ОКТА е дека требало 500.000... Спасите ли ОКТА тоа? Па ја спасивме. Како ја спасите, ја ликвидираа после неколку време? Ама чега сега, само што не, чегате сега. ОКТА е ликвидирана веднаш потоа, а имаме договор кој што имаме договор за задолжителен увоз на мазут од 500.000 тони. Чега сега, Александар, сега. Така сега. Престана да работи ОКТА. Чекате сега, да видим како сега престана.
Да, престана. Не рафинираше нафта. Туку се може ли да користеше. кажам? Да. Александар, да. Значи, 4 години Окта работеше. И тоа работеше, значи, турбо, со најголеми капацитети. Затоа што грците успеа да отворат пазари на Косово и успеа да отворат пазари во Јужна Србија. Значи, Окта работеше 4 години. Се менува власта на 15 септември 2002 година и судот, односно некој од СДСМ покренува до Уставен суд постапка за меѓународниот договор за Окта. Тој беше меѓународен договор. Арбитража? Не пред Уставен суд, овде во Македонија. И сега, значи, основниот договор на Монопол беше за 5 години. Значи, за 5 години. Да. После, значи, треба уште 9 месеци да се дочека. Од СДСМ покренуваат барање до Уставниот суд и Уставниот суд на Република Македонија се прогласува за надлежен за меѓународни договори. Истиот тој, односно не тој истовен суд, меѓутоа Уставниот суд на Република Македонија подоцна и за Преспанскиот договор, и за договор, и за францускиот предлог, и за некои други предлози, секој се прогласувал за ненадлежен. Значи, во тој случај Уставниот суд тоа е политичко судство во Република Македонија. Мислам дека 9 месеци фалеа за да се исполни тој прв договор 5 годишен Монопол и ние немаше да ја платиме казната која подоцна. Ама казната не е проблем. Добро се, и проблем е, како не е проблем, се не знам тоа били. Казната не е проблем. Значи сега вака, ние треба да се научиме во Македонија дека кога раскинуваме меѓудржавни договори има казни. Тоа сега ни се случува и со болницата, ни се случува и со други некои процеси. Значи, Георгиевски, казната за неисполнувањето на договорот е многу помала од штетата што е предизвикана од склучувањето на договор. Значи ние имаме ние немаме рафинерија. 95% од пазарот е се уште монополизиран од Окта. Окта не работи. Дозволете ми. Окта не работи. Цевоводот, тоест нафтоводот, сега поново и продуктовод, ќе направи уште поголема штета по македонската економија, особено затоа што до скоро беше само нафтовод, на кој што се носеше мазут, од сега ќе биде продуктовод кој што ќе носи кој што ќе ги носи сите нафтени деривати и ќе предизвика дополнителна штета по економијата во Македонија. Значи ќе престане да работат. Други бензински ќе има, други бензински пумпи, превозници, цели економски гранки ќе имаат проблеми со цената на нафтата и на горивата. Тоа е штетна последица од тој договор, а не меѓународната казната што сме платиле. Мислам дека имате погрешни информации затоа што прво вака. Не, немам, јас сум го истражувал ова и го имам целокупната документација, ја имам на увид за подпишувањето на договорот. Значи вака сега, Александар. Окта 4 години работеше како со капацитети како ниво Југославија не била продуктирана. Зошто мазутот? Затоа што која е правена, не сум ја правел, туку некои 20 години пред мене, Окта ја направил како мазутара. Да, мазутара. Сега, таа практично ја викаа мазутара во тоа време. И за тоа тие 500.000 тони што требаше Македонија. Сега. Втора работа. Значи, тогаш беше во проект да се разработи и Неготино, и тој мазут од таму да се произведува струја. Да. Значи, со укинувањето на Окта, со укинувањето на Уставниот Окта затвори, после како работела, што работела и што работи, што не работи, ја не знам. Меѓутоа, во целата таа ситуација, можем само да ја подсетам, дека ланска година Република Македонија има увезено повеќе од 500.000 тони мазут, од каде? Од Грција. Значи, наместо ние самите овде да го произведуваме и да правиме GDP во Македонија и тука да се има даноци и индустријското производство да ни расте, ние истиот тој мазут сега го увезуваме од Грција. Така е затоа што се потпишале таков договор. Сега ова нема врска со. Има, како нема? Има. Ама не сме никој друг да увезе вако. Не сме никој друг да увезе мазут. Да, никој не сме друг да увезе. Ланска година увезува различни фирми, нели има еден таму што го спомна, што бил ВМРО ДПМН. Кој? Презиме на Кали беше Какпушевски, нешто така беше. Добро. Па тој Окта ли? Тој увезе од Хеленик Петролеум. Ама сега
Ама ни една друга фирма не може да внесе мазут. Ама што има врска сега Хелин претерим со Окта? Господин Георгиевски, ај вака. Штетите што Македонија ги плаќа до сега се 60 на милиони евра по, да речеме, по една пресуда. Ваква рафинерија по сите проценки, по сите експертизи, дури експертизите на вашата влада, подоцна на СДСМ, само подоцна повторно на ВМРО ДПМН, се дека таква рафинерија се гради за отприлика 30 до 40 милиони евра, целосно нова рафинерија. Ама ние не можеме да ја направиме бидејќи немаме право и сме обврзани со овој договор што сте го подпишале дека таа ќе биде единствена рафинерија. А сада да цитирам и членови договор. Значи сега, прво. Тој вишок на мазут од 500.000 е исклучиво врзан со производството на Окта. Значи, не ме се од кај тие деривати. Ама Окта нема произведено, нула деривати има произведено од тој мазут. Ако нема произведено, нема Македонија обврска. Значи, како нема обврска? Сега, значи, ние плаќаме штети затоа што не сме го увезеле. Значи, вака сега. Тоа производство е директно врзано со производството сега, значи така за толку знам. Значи, да, така е. Ако и сега ќе ви кажам, додека Окта работеше, никогаш не произведе 500.000 вишок мазут. И никогаш во тие 4 години не плати фактура. Знаете зашто? Зошто? Затоа што обврската на Македонија да увезе 500.000 тони мазут ја контролира Окта. Ако Окта не повлече 500.000 тони мазут, тогаш ние имаме обврска да платиме оштета за оној износ на мазут кој што не сме го кој што го немаме увезено. Александар, значи вака сега. Ама сега ви кажам, ви цитирам сега ви цитирам и пресуди и обврски од договорот. Ајде прочитај ми тој за мазутот. Најде го у договорот, у текстот што е објавен, само да го прочитам. Да, каква е обврската за тоест за Македонија и Окта. И меѓувреме може нешто да праша, мене ме интересира Стојменов изјавата што ја даде дека донел милион евра у кеш. Филип, сега тоа направи голема контроверза. Ме интересира Филип, сега значи што ќе кажеш на јас 3 пати во јавноста кажувам информација дека Стојменов земал милион евра од продажбата на одредена банка во Македонија. Така, 3 пати го кажувам јавно. И не само тоа, му ги има в документите и му ги пратив на Никола Груевски, кога беше тој премиер, јас бев во опозиција. Наместо да има реакција на тоа, после го видовме Канал 5 во служба на ВМРО ДПМН. Тоа е тоа време. Сега. Од кога поминаа 20 години, тоа е рок на застарување. Тоа е некој рок за застарување. Стојменов после и покрај тоа што претходно 3 пати сум го кажал јавно, он доја ги вика, јас на Георгиевски му однесов милион евра, демек тие милион евра, практично тоа е изгледа приказната, тие милион евра што ги земал, ги донел кај мене. Прво, Стојменов е наивен, кој ќе донесе милион евра во штабот, да земе белешка дека донел милион евра. Па еден загорец што носеше кај Никола Груевски, па земаше белешки за 15.000 евра и за 20.000 евра, така, што после не знаеме кај отидоа. Значи, да. Сега, значи тоа е практично некакво правдање како му завршиле тие пари. Значи мислите дека он ги земал Стојменов никогаш нема донесено пари во партијата. Никогаш. Ако може да го прочитам сега член 5 вели ексклузивни права 5.1 во интерес на восстановување и зачувување на нормални услови на рафинериско и пазарно работење, се мисли на Окта, бидејќи ова е во делот ексклузивни права за Окта. Вели компанијата како увозник на сурова нафта на територија на Република Македонија ќе има ексклузивно право кое подлежи во секој случај на тоа рафинеријата да е способна да ги задоволи барањата на енергетскиот биланс како што се применува во временскиот период. На увоз на територија и на други деривати под А, под Б на увоз на територија и на други деривати кои се произведуваат преку и над количествата произведени од компанијата, но во овој последен случај само до максимално вкупно количество на овие деривати кои се произведуваат од 1,5 милиони тони годишно за ограничен период од 5 години под услов за секоја од тие 5 години со односот на увезените деривати и дериватите кои се произведуваат во рафинеријата да не биде поголем од 1:5. Инвеститорот ќе има ексклузивно право на соработка во рамки на територијата со државата. Непосредно сега. Каде само позволи сега. Во тоа што го прочита, ги има. Значи 5 години и за оваа деривати произведени во рафинеријата. Добро. Сега само да. Во истиот овој договор вие пресметувате дека имате како влада
потреби од околу 100.000 тони. Но потпишувате договор дека рафинеријата е должна или државата е должна преку рафинеријата да увезе 500.000 тони нафта. 400.000 тони нафта ќе ги увезуваме без потреба. А ако не ги увеземе сите 500.000, извинете, ако не ги увеземе сите 500.000 тони од Грција, во тој случај Македонија ќе плаќа пенали. Зашто ги нема увезено? Значи, Александар, сега пред малку што читаше ако да се произведени во ОКТА, сега никогаш не се произведени и баш заради тоа што не се произведени, плаќаме пенали. Ја затворија после ОКТА и има некои последици од тоа. Од првата година. Ама ако работела ОКТА, значи немало да има такви последици. Значи вака, Александар, ако ОКТА произведува 500.000 тони, да, Македонија ако она, под услов, ако не ги продаде сама, затоа што она и сама си продаваше во соседните држави. Значи, ако не ги продаде, Македонија да ги купи. Ама, ако ги произведе, значи, за 4 години, никогаш не ги произведе тие 500.000, сакам да ти кажам. Значи, тоа се лесно проверени податоци. Лесно проверени значи, се. Ако не се произведат, нема што да ги, најмалку да ги увезува од Грција. Значи, се работи за производство, значи ОКТА да се ги произведе. Ние имаме обврска да увеземе 500.000 тони мазут. ОКТА во договорот треба да увезе. Чекај сега. Ако не ги увезе, чекај сега, зошто да ги Македонија треба да увезе? Ама чекај, Александар. Зошто да ги увезе? Самата ОКТА е мазутара по дефиниција. Значи самата ОКТА, самата ОКТА ги тоа што го читаше се однесува на ова. А ако не ги увезе, тогаш ние плаќаме пенали. Државата плаќа пенали. Нема таква работа, нема се. Па сега ја прочитав. Ма тоа што го читаше се однесува на производството од самата ОКТА? Па не се произведе, тоа имено го кажувам. Вие им давате, значи, да се произведат. Они самите на себе си даваат обврска дека ќе ги увезат, а ако не ги увезат, државата треба да плати пенали. Ако ги произведе и не може, значи да ги пласира. Никогаш не се произведени. Баш за тоа не се ги плаќани во првите 4 години. Не се разбира во овој дел. Значи, ОКТА произведува мазут кој што е чист производ, а увезува дериват. Има и други работи што сега не знам точно што беше. Добро, ама државата се обврзала дека мора да купи од ОКТА на годишно ниво 500 милиони тони мазут, така? 500.000 тони мазут. Ако ги произведе, како ќе ги купи ако не ги произведе? Добро, и тие никој што се произведени. А државата плаќа пенали? Не плаќа на тоа. Ако ги произведе и ги понуди, значи ОКТА треба да ги понуди на ова. И сега вака, чекај сега вака. Ај сега вака ќе најдел членот од договорот во кој што јасно стои дека Македонија има обврска да увезе 500.000 тони преку нивниот нафтовод. Ако не ги увезе ќе плаќаме. За последното судење што не знам пред лани или полани што беше. Се јави Никола Груевски, не знам дали се сеќаваш на тоа. И вика вака: зошто македонската влада дозволи судењето да оди на ваков начин, кога требаше само да упати едно писмо до ОКТА и да побара: ние сме спремни да ги откупиме вашите 500.000 тони кои се производени. Испратено и тоа и со подготвен закон. Ама посетете се, тоа Никола Груевски го објаснуваше. Не, ние имаме извадено закони и имаме направено текст со сите овие факти. И вика само требаше да испрати писмо да каже: ние сме спремни да ги откупиме вашите произведен мазут. Вика зошто тоа државата? Тоа Никола Груевски. Може ли да ви го прочитам само член 10 потрошувачка на производите на рафинеријата. Се вели: продавачот, државата, во својство на државна власт му гарантира на стратешкиот инвеститор дека потрошувачката на мазут нема да биде во мерка на која таа се однесува на производите на компанијата, нема да биде помало од 400.000 тони за 2000 година, помало од 500.000 тони годишно почнувајќи од 2001 година и до 10-та година од денот на стекнувањето. Добро. Сега, овој услов кој што вие сте го подпишале, тоа е Стојменов и Маријан Ѓорчев, кој што го подпишале во овој договор, Македонија не може да го исполни и бидејќи е гарант Македонија дека ако не се исполни овој услов, ние плаќаме пенали. Ние не можеме да го исполниме тој. Македонија со се тец неготино да работи 24/7, да произведува нафта. Апсорпционата моќ на Македонија е околу 50 и 60.000 тони мазут на годишно ниво. А вие сте се обврзале.
Па вие сте му дали таква. Еве го читам членот на договорот. Александар. Значи сега вака сега, значи не ми кажува работи сега. Ланската година, пак ќе ти кажам, зошто Македонија увезе 550.000 мазут од Грција? Па тоа нема врска со овие членови. Што се кај ме шеташ сега ти? Сама си во увезе Македонија. Сама си увезе затоа што ланската година престана важењето на договорот. А зошто по ланската година па не увезе 500.000 тони? Како не увезе 500.000? А по ланската не увезе. Еве ланската увезе. Па немало потреба. И па тогаш што има врска? Па знаете ли зашто се увезени лани? Зошто се увезени? Лани се увезени за да работи ТЕЦ Неготино и точно за тоа. Извинете, и РЕК Битола. Така, точно. Да. За тоа се увезени. Да. И сега Ама во моментот кога вие сте го склучиле договорот, вие сте немале потреба РЕК Битола да го прска. Па секогаш мазот не, сте немале потреба бидејќи тогаш имало високо калоричен јаглен, кој што немало потреба дополнително да се прска со мазот за да создаде калоричност. Сега се трошат 300.000 тони само за РЕК Битола. Чеге се рака. А зошто ова е правена таа фабрика, таа рафинерија во Македонија? За да произведе помеѓу 30 и 60.000 тони. Па таа има капацитет 1,5 или 2 милиона. Нема такав капацитет, нема такав капацитет од проста причина што е многу застарена технологија. Таа технологија од 60-тите, од таа е руска технологија. Сега ти кажувам дека никогаш Окта не можела да произведе 500.000 тона. Не да увезе, не да произведе. Вие Абе сега самиот читаш дека сега ви читам. И па прочитате го претходниот член. Продавачот во својство на државна власт му гарантира на стратешкиот инвеститор дека потрошувачката на мазут нема да биде помало од 400 до 2000 и помало од 500.000 тони годишно, почнувајќи од 2001. И кај пише и до 10-та година од денот на стекнувањето. И кај пише од тука дека треба да се увезе? Па ова вие му гарантирате дека таква ќе биде потрошувачката. Ама ако ги произведе, бе, Александар? Ама од каде да ги произведе? Па ако работи, ако ги произведе? Па она мора да ги увезе. Како мора да? Вие гарантирате. Еве. Чекај, Александар. Вие гарантирате дека тоа нема да биде помалку, а не пишува ако ги произведе. Александар. Сега вака не знам, окей, ќе посветиме и цела емисија на тоа. Добро. Меѓутоа само ќе ти кажам уште една работа. Монополот на Окта беше 5 години. Уставниот суд на Република Македонија од политички причини за 9 месеци го прогласи за ништовен. После тоа следува на неколку фази пенали за Република Македонија. Затоа што не го увезла гарантираниот. Не, за раскинувањето и за сето тоа. Втора работа. Значи, производството што треба да го откупи од 500.000 Македонија е врзано директно со производството кога би го произвела Окта. Окта никогаш и која работеше со полн капацитет во 4 години не произведе 500.000 тона. Значи не знам што друго да ти да го пообјаснам. Точно. И вие велите и никогаш во договорот нигде во договорот нема врзано дека ако Окта не го произведе, дека треба да се увезе. Зашо сме изгубили арбитражата, пушти ми го тоа. Ми го прати. Добро, само едно подпрашање. Зашто ако во првата година, втората година од кога вашата влада ја продала Окта, не произвела потребните количини рафинеријата, зашто не бил раскинат договорот? Немало ли таква клаузула? Затоа што вие сте ја продале за да работи, затоа што државата имала некаква потреба од мазут. Ама сега вака, една фирма, било која фирма, една година работи повеќе, друга година работи помалку. Ма вие рековте дека не работела воопшто за тоа. Чеки, она беше банкротирана кога дојдовме ние. Добро. Значи од кога се приватизира, таа почна да работи со турбо капацитет, колку што можеше. Еве, сега не знам дали капацитетот од Окта е 1,5 милион или 2, Александар ми вика дека и тоа не можело да се оствари, затоа што бил застарен капацитетот. Така. Уште подобро. Значи, ако не можеле да произведат 1,5 милион нафта, значи капацитетот на производство на мазут немало да биде ни 500.000, ќе било 300.000. Значи уште помал проблем за Македонија. Ама господин Георгиевски, сега веројатно сакате да ги замените. Не ги замените. Не. Значи во договорот ви стои дека имате обврска да увезете толку мазут. Не да произведете.
Македонија нема од кај да произведе, мора да увезе. Чекај бе, Окта произведува, зошто е земена фирмата? По Окта произведува мазут. Вие треба да 10 пати го кажав. да увезете мазут. Како треба да увеземе? Таква Ние треба угрска да презема. увеземе. Ајде. Окта си увезува нафта, си произведува таму разни Република- деривати што ги вади. Република и Македонија вади ги мазут. прекршила следните обврски од договорот. Прекршување на ексклузивно право. Дозволила други компании во повеќе наврати да увезат деривати купена помала количина на мазут од количината утврдена со договорот. Е една од причините зошто Македонија губи арбитражата. Македонија увела данок на финансиски трансакции на компанијата, прекршени обврски за минимално гарантирано производство, дотур на нафтоводот од 1 милион тони сурова нафта годишно. На Окта не биле дадени лиценци за увоз на нафтени деривати со ниска царинска стапка. Окта се соочува со потешкоти, воведување на воен данок и така натаму и така натаму. Значи, ова е пресудата зашто Македонија губи на арбитража. Имено, ќе ви прочитам уште еднаш, купена помала количина на мазут од количината утврдена со договорот, и тоа е тоа зашо сега пред малку зборувам. И па купена помала тоа што е произведено. Значи, се е врзано Од со увезено. производството. Абе нема увезено, од произведено. Добро. Сандар. Имате имавте сега тако не знам, да се да Сега колку време треба да дискутираме. одиме на Ама да чекај сега ми сака вака. да се префрлиме на Ама 2001 чекајте година и на војната. Александар, сега вака се. Ајде, Александар. повелете. Зошто таа фирма треба да се приватизира, зошто грците треба да влезат? Таа веќе кажавме и утврдивме и ти знаеш дека била направена од 20 години пред мене да произведува барем 50% мазут, така? И сега може би и 40, не знам колку проценти. И ние што продаваме и тие што купуваат знаат дека треба да произведуваат мазут тука, така? Зошто треба да увезуваат? Ти увезуваат нафта. Сурова нафта. Они ја затвараат. Не работи рафинеријата. Рафинеријата се користи во овој момент и тогаш. Чекај сега. Се користи само како Зошто ја затвараат? Па не работи. Немаат потреба. И па ја затвараат затоа што па уставниот суд им наложува да затворат, го поништува договорот, значи 6 пати ти кажувам тоа. Не го поништува договорот, договорот е важешки договорот. Сега ние изгубивме арбитража, не изгубивме тогаш. Значи во секој договор има и штетни последици. Еве имаше пред 5 месеци. Ама чекајте сега. Ама пред 6 месеци овој потпредседател на владата не излезе да каже дека во овој момент према Македонија се водат 7 процеси заради раскинување на меѓународни договори. Кои што чинат, мислам дека и нешто. И милиарди и нешто, и шпанските скали беа таму наведени. Болницата беше наведена. Не знам што беше со како се ка Росоман прилеп. Така. Така е. Па, значи, кога раскинуваш меѓународен договор, треба да знаеш дека има последици. Не, арбитражата не ја губиме ради тоа, ја губиме ради. Па арбитражата е директно. Чекај се, Александар, сега да не правиме, сега не се правиш навин. Арбитражата е директно врзана со укинувањето на договорот македонска страна, што појасно зошто некој арбитража ќе има. Македонија го раскинала договорот. И имаш арбитража, имаш судење, така? Македонија не го испочтувала договорот, со што Македонија изгубила арбитражата. А непочтувањето е неувезувањето на токава количина на нафта. Значи, има на мазут.